Одиме понатаму со содржините и за ова утро. Веднаш по вестите продолжуваме со светската анализа која што ја прави стандардно мојот колега Дејан Андоновиќ. Зборуваме за светските случувања во продолжение. Добро утро и добро дојде. Добро утро. Полека некако се откажуваат голем број на кандидати кога се работи за состојбата во Соединетите Американски држави. Еве и Десантис е еден од низата кои што полека се откажуваат. Некако се чини дека Доналд му се плашат на Доналд Трамп или што? Па да, практично ова откажување на Рон Десантис, актуелниот гувернер на Флоридија, за многумина Десантис беше идниот кандидат на републиканците за претседателската трка пред да започнат овие внатре партиски избори и сето ова што се случува во пресред на изборите за нов претседател на САД следната година во ноември. Рон Десантис беше еден од многумина сметаа дека тој ќе биде кандидатот на републиканците, така да неговото откажување и давање на поддршка на актуелниот, на поранешниот претседател Доналд Трамп, кој и покрај сите, би рекол, сопки кои ги добива, што законски, што политички, се повеќе и повеќе добива доверба кај републиканците. Партијата која представуваше пред 5-6 години, а кој многумина смета дека во републиканската партија нема поддршка, очигледно ја има. Рон Десантис, самиот утринава или ноќеска, како му доаѓа по наше време, се откажа поради големата разлика во проценти. Ние изминатиот период ги пренесувавме тие нивни анкети. Трамп имаше 60, Десантис имаше 26% доверба. Третата што остана и последна во трката за номинација на републиканците, Ники Хејли, поранешната председавачка со Конгресот, има одвој 16, таа останува во трка и покрај тоа што се мали шансите, Рон Десантис само излезе и рече дека му дава поддршка на Трамп, бидејќи разликата е толку голема да не ја гледа смислата понатаму, нели, да влегува во номинацијата, во трката за номинација, и рече дека во духот на сојузништво внатре во републиканската партија се откажува, што е еден гест. Тука имаше едно неумесена во стилот на Трамп изјава, кој веднаш откако е слушна таа информација, некој му ја кажа пред да се обрати до делегатите таму и до неговите приврзаници, рече нека почива во мир, што го пренесува медиумите, но тој утринава рече дека се радува што добива поддршка од Десантис и дека продолжува понатаму. Останува уште Ники Хејли, таа е многу зад Трамп во однос на довербата кај републиканците, така да се поизвестно е дека се разбира, според тоа како стојат работите сега, дека Доналд Трамп ќе влезе во нова трка за претседател на следната година. Се разбира, тој нема само предизвици и искушенија да ја добие номинацијата во републиканската партија, туку ги има и оние законски пречки за обвиненија кои ги има 3 или 4, сега не ме фаќаат за збор гледачите, каде што ќе треба да, нели, тие обвинувања да докаже дека е невин, особено што тие се темпирани случајно или не, баш во време на номинација, па потоа баш во време на завршните говори, па можеби сега јас не знам, дури за време на претседателската трка, но уставот на САД тоа го дозволува, така да се доека тој не е виновен, има право да се бори да биде идниот или да биде реизбран на претседателската функција и практично да му возврати на Џозеф Бајден, бидејќи и тогаш тој сметаше дека е жртва на изборна кражба, кога Џозеф Бајден го победи на изборите за мал процент, сега како Трамп да сака да возврати и се одмазди за тој пораз што го доживеа пред 4 години. Така да, оно што го очекувавме, Трамп оди понатаму, ќе видиме што ќе... Што ја држи Хејли? И покрај резултатите, што ја држи? Јас морам да кажам дека можам да кажам што мислам, не знам што е точна причината. Ники Хејли има амбиции и второ, добро е за демократијата и за самата партија, можеби и намерно, сепак да остане уште еден кандидат, што не би било умесно и пред електоратите во Соединетите Американски држави, сепак во духот на демократијата, да останат тие двајца, за да има некаква трка. Што ако нема никаква трка, тие можат уште утре да прават претседателски избори, бидејќи Џозеф Бајден најавува дека ќе оди на втор претседателски мандат, така да се поизвестно е дека тие двајца следната година ќе влезат во претседателската трка. Се разбира, двајцата се релативно во поодминати години.
Па, ако биде се во ред, да, но не знаеме што ќе се случува и како ќе се случува, но една работа што приметив кај Трамп е дека полека ја менува и реториката во битката за нели, овие нели, ветувања, реторика, обвинувања на ова, како што поминува време, веќе не го обвинува Џозеф Бајден дека е премногу стар и спор за да ја обавува председателска функција, бидејќи тој веќе е во години, иако се 4 години разлика во старост, сепак и двајцата се во поодминати години, па ќе биде интересно како овие двајца третодобни председатели на САД ќе влезат во председателската трка, кој ќе победи и како понатаму ќе го водат светот, ќе ги водат Соединетите Американски држави во оваа и текако тешка година ми се чини во светот за светот за воопшто, пошто сме сведоци на војни, на превирања, на геостратешки прегрупирања и сето тоа. Колку и да зборуваме дека председателот на САД е само фигура, зад него стои цела машинерија, сепак тој што е главниот, да, тој сепак мора да има некаква, ако нема влијание, барем ги представува тие што го раководат сето. Кога сме веќе кај Соединетите Американски држави, Сергеј Лавров пристигна во Њујорк. Што значи оваа посета и што ќе донесе? Па добро, таму ќе биде дебатата за Украина и за Газа. Лавров и како има што да каже, особено што е првино Русија една од нели суперсилите во светот, второ сакал некој тоа да го признае или не, второ е постојана земја членка на Советот за безбедност со право на вето, значи и како одлучува и како од незините одлуки зависи што Обединетите нации и Советот за безбедност ќе донесат, ќе се расправа овие жешки и тешки теми. Лавров отиде во Њујорк, тоа е можда малку и као провокација, ако се земе во предвид дека Русија е комплетно исклучена од западниот свет или од остатокот на светот, токму оди во Њујорк, што е уште еден гест, и она што е најважно е тој нагласи дека нема да се сретне со Блинкен, туку ќе тера ова агенда на Обединетите нации на Советот на безбедност. Тие мора да видат што ќе прават понатаму, бидејќи во Украина војната продолжува. Русите имаат напредок на фронтот, тоа е повеќе од јасно, но и украинците го гаѓаат Донецк, има 25 загинати вчера, така да војната на некој начин си ги зима данокот во крв. И тоа веројатно ќе мора да запре, кога ќе запре и што ќе запре не знаеме, особено што го гледаме Зеленски се обидува намалената финансиска помош која добива Украина да ја зголеми, дава некои изјави дека денови на назад се обидува. Денови последните изјави му се дека Европа ќе му даде оружје, дека Соединетите Американски држави и покрај противењето на републиканците кои де факто и со Трамп гледаме како одат работите таму, дека се помалку ќе има помош. Од друга страна, тој го прозва Трамп, иако таа вест е од пред 2 дена, 3, но не ја коментиравме, го прозва Трамп на неговата изјава дека тој кој ќе дојде на власт сите војни ќе прекинат, рече ајде дојди во Киев и заприја војната, што беше своевидна политичка провокација. Трамп не му одговори, но се разбира Трамп и да сака да може да ја запре, не е председател. Така да ќе видиме што ќе се случува таму. Војната бесне, почнуваат разноразни шпекулации. Јас повторно ќе кажам, улогата на наше во разговарање е да ги соопштиме вестите што ги има таму. Не можеме многу да ги анализираме, многу работи не знаеме и не можеме да ги знаеме и не сме тие што треба да ги знаеме, но можеме да ги пренесеме вестите од свет кои во моментот се случуваат и кои за жал поради војната се имаат некаква атрактивност од аспект на соопштување. Украина останува проблем, Израел останува проблем, имаме нели отварање на некои ситни воени жаришта кои може да ескалираат. Должен сум да кажам дека иранско-пакистанскиот конфликт кој беше изминативе денови сега е во мирување, барем немаме информација дека нешто таму се случува. Хутите беа гаѓани за викендот од страна на Соединетите Американски држави и Велика Британија им беа гаѓани позициите и хутите стрела врз некои од бродовите кои поминуваат таму и
Таму трае една тензија, што се однесува до Израел, тензијата е уште поголема, бидејќи освен војната, таму има и политичка криза во Израел, бидејќи голем број од израелците бараат смена на владата на Нетањаху, за кого сметаат дека сака да ја прави оваа војна со Хамас, ја ескалира, за да се одржи на власт, и покрај тоа што тој денеска, тој синоќа го отворили и мировниот план кој го понуди. Да, категорично кажа дека И на некој начин многумина во светот искоментира и заклучија дека Нетањаху, за да се зачува својата политичка фотелја, ги остави заложниците на милост и немилост, тие 120 и колку кои ги држи Хамас. Војната продолжува, израелската армија сега планира да ги прошири копнените дејствија во останатиот дел на Газа, кои до сега не беа зафатени, и се разбира онаа тензија што е на западниот брег, каде што на моменти има упади на израелската војска. Соединетите американски држави, иако го повикуваат Нетањаху да ги намали овие борбени дејствија, сепак и натаму му даваат подршка. Од друга страна, имаме една изненадувачка изјава од Жозеф Борел, од едношка од нигде никаде, еден еврочиновник кој даваше само изјави, денеска треба да образложи што му е планот, бидејќи го обвини Нетањаху дека сакал, дека изминатите години го подкупувал Хамас со соработка за да ја минира палестинската управа, што е една проблематична изјава која предизвика внимание во светот. Тој денеска треба да образложи во Брисел што е планот на Европската унија. Сака да земат некакво учество, бидејќи гледаме дека Соединетите американски држави ја држат линијата дека ќе го поддржуваат владата на Нетањаху. Ке видиме, едно е сигурно, се поизвестно и сите веќе се согласуваат со фактот дека Палестина мора да добие држава и така да се намали тензијата, така палестинците да се интегрираат и да се задоволат, да ја задоволат правдата да имаат своја држава, но владата на Нетањаху тоа категорички сега го одбива. Цело време го одбива, бидејќи смета дека доколку нема контрола врз палестинската управа, Израел ќе биде ранлив на терористички напади. А ако добијат држава палестинците, тогаш веќе Израел нема да може да влие, бидејќи тие имаат своји структури, органи на власт и сето тоа. Така да тоа се вртиме некако у круг сите овие недели. Ништо немаме ново, имаме само продлабочување на кризата и продлабочување на вооружените судири во светот. Ке видиме дали ќе настапи разумот или ќе продолжи геостратегијата да си ги зима жртвите. Благодарам, Андоновиќ, што и утрина беше заедно со нас за сите светски случувања. Нашите гледачи и нашите читатели можат да читаат во рамките на нашиот весник и секако на сајтот на Слободен печат. Во продолжение одиме со содржините кои што ги подготвивме за ова утро. Навистина богати содржини, верувам дека ќе бидеме ваше одлично друштво и ова утро.